Здраво, јас сум Никола Поповски, универзитетски професор и економист. Една од темите за кои во медиумите и во јавноста често се зборува во последно време е растот на цените и инфлацијата. Од тука природно се наметува потребата да разбереме што таа всушност представува, бидејќи за незиното постоење сме свесни и го гледаме секаде околу нас. Но понекогаш во јавноста се случува и манипулација во врска со презентацијата на инфлацијата. Но пред да зборуваме за тоа, прво да дефинираме што точно значи инфлација. Инфлацијата представува раст на општото ниво на цените во една економија. При тоа, за дефинирање на инфлацијата важни се два моменти. Прво, инфлацијата представува пораст на општото ниво на цените и се мери преку индексот на трошоците на живот. Односно, не може да се зборува за инфлација ако дошло до пораст на цената на еден производ или мала група производи. И второ, инфлацијата представува тренд на постојано зголемување на цените. Објавувањето на податоците за нивото на инфлацијата се многу специфични. За движењето на цените се објавуваат неколку податоци. Тоа се индекси на трошоци на живот и индекси на цени на мало и може да се најдат на веб страницата на Државниот завод за статистика. Но во светот, исто како и кај нас, само еден од нив е податок за официјалната стапка на инфлацијата за која вообичаено се известува. Тоа е растот на индексот на просечните годишни трошоци на живот или просечна годишна инфлација. Понекогаш се зема индексот на растот на трошоците на живот, што е годишна, но не и просечна инфлација. Но како што гледате, не се зема растот на цените на мало. Понекогаш сепак, за да се искриви сликата во јавноста, некои токму порастот на цените на мало го земаат за да ја представат инфлацијата. Инфлацијата, која стручно се мери преку промените во индексот на просечните годишни трошоци за живот, се мери преку повеќе вредности и се изразува преку 4 поважни индикатори, и тоа во зависност со што се споредува. Индексот на трошоците на живот најчесто се споредува со претходниот месец, со истиот месец од минатата година, со почетокот на годината и со просекот од поминатите месеци во годината со истиот период од минатата година. Во конкретниот случај за сите 4 категории имаме различен процент. Например, индексот на трошоци на живот во септември 2023 година е намален во однос на август 2023 година за 0,1%. Но во однос на септември 2022 година индексот е зголемен за 6,6%. А ако мериме за ефектот само во 2023 година во септември, тој е зголемен во однос на декември 2022 година за 4,8%. Но ако ја мериме официјалната просечна годишна инфлација преку трошоците на живот, податокот ќе биде за јануари-септември 2023 во однос на јануари-септември 2022 година раст од 11,5%. Токму овој последниот податок е единствениот што го користи официјалната статистика за да се измери инфлацијата. Иако понекогаш за економски или официјални потреби се користи оној другиот, за просечниот годишен раст, кој во овој случај изнесува 6,6%. Сите други показатели се корисни за економските анализи, но не се официјален показател за инфлацијата и треба да се соопштуваат предпазливо и со точно посочување за што се работи. Во спротивно, би имале различно толкување и лесно манипулирање на јавноста. Ако некој сака да прикаже подобри резултати, ќе избере некој од презентираните податоци што се со понизок раст, во случајов годишниот индекс на трошоци на живот. И за обратни цели, односно состојбата да биде прикажана полошо, понекогаш се избира некој од податоците со повисок раст или пак податок за индексот на цени на мало, зависно од конкретната состојба. Затоа многу често во јавноста одредени соговорници или медиуми ја избираат вредноста на индексот на раст на цени на мало, кој често може да се повисоки, наместо на растот на трошоците на живот. Од тука, при презентирање на податоците за инфлацијата, бидејќи таа е чувствителна тема, треба да бидеме крајно прецизни и одговорни. Довидување.